Почитувани граѓани на Штип, среќен сум што сум вечерва со вас овде во вашиот град. Горд сум што сум македонец и што заедно со вас, со потигната глава, со ведро чело и насмејано лице чекориме кон победата на 11 декември. 11 декември мора да биде ден на чиста како сол за победа, за да им секнат солзите на плачковците за власт, да подзинат, а подзинати да останат чадорите. Мрачните сили нека останат во мрак, таму им е местото. На луѓе од минатото, местото им е во минатото, а ние, обединети, осоколени, ќе чекориме по патот на идината, да ја оствариме нашата цел. Напредна и просперитетна Македонија. Почитувани пријатели, поделено, фрагментирано општество е нефункционално и лошо општество. Вие многу добро знаете кој спојува, а кој раздвојува. Вечерва пред вас се тие кои спојуваат, сплотуваат и кои ги зближуваат граѓаните на Република Македонија. Ние сме за една единствена унитарна Република Македонија. Нашиот устав сака да го менува Заев. Истиот оној устав што со крв го испишавме 2001 година. Веројатно тој тогаш беше дете и не се сеќава на пролеаната крв и дека тој исти устав беше потврден од меѓународната заедница. Ние, како коалиција за подобра Македонија, не сме против рамноправноста и сме за унапредување на правата на националностите, но не на штета на македонците. Заев е за живот во Македонија, ама без македонци. Поголем штетник мајка Македонија од Заев не родила. Македонија, нашата татковина, се сака како мајка, се почитува како татко, а се чува како што родителите ги чуваат своите деца. Македонија се сака и ова е време за љубов и љубовта се докажува на дело. Ако сакаш да направиш нешто за Македонија, ќе најдеш начин како тоа да го направиш. Ако не сакаш, нормално ќе бараш изговори. Ќе ти се виновни партиските колеги. За се нешто некој друг ќе ти е крив и ќе ги пренагласуваш нерешените лични проблеми и фрустрации. Но, браќа и сестри, овој пат се работи за Македонија. Овие избори се референдум. Се одлучува за да или за не. Ќе не биде или нема да не биде воопшто. Државата е направена. На нашата генерација е сега да одбраниме оваа држава. Не со оружје, туку со памет и со пенкало. Да кажеме да за слободна, самостојна и независна Република Македонија. Да кажеме да за територијалната целовитост, суверенитет и интегритет на Република Македонија. Да кажеме да за македонскиот јазик и зачувување на културниот идентитет. Да кажеме да за Македонија во Европа и Европа во Македонија. Да кажеме да за бројот 1 и за коалицијата за подобра Македонија и носителот Илија Димовски. За тоа, драги штипјани, вие одлучувате. Секој глас ни е битен, секој глас е голем како куќа, за нашата заедничка куќа, за нашата Македонија. И да им кажеме не на оние кои повеќе од 2 години ја заклучуваат нашата врата, се обидуваат на земјата да ја воведат санкции и да ја втурнат во изолација. Нивното сценарио е напишано во мрачните соби на странските агентури, а улогата им е доделена на домашните актери. Од тука, од Штип, им порачуваме: Господа, тој филм нема да го гледате. Многу се излажавте. Погрешни методи применивте, на погрешен човек заигравте, големи пари вложивте, а заборавивте дека постои нешто што не се продава. Нашето име, нашиот јазик, нашиот идентитет, нашата чест не е на продажба. Заветот на нашите предци и не ја продаваме иднината на нашите деца. Така е. За Македонија, овој пат ќе се одлучува овде во Македонија, ниту во Букуреш, ниту во Париз. Затоа им порачувам: не бидете глуви при уши и не бидете слепи при очи. Погледнете на која страна е силата, погледнете на која страна е народот. Со голо око се гледа и прифатете ја реалноста.
народот знае кој гради, а кој урива, кој насилно пали автомобили во Струмица, кој уништува билборди во Штип, а кој крши изборни штабови низ Македонија, кој шири шарени лаги и кој користи уличарски речник. Оваа кампања, почитувани пријатели, покажа кому ништо не му е свето, ни држава, ни народ, ни фамилија, ни туѓа мајка, ни туѓи деца, ни Бог, ни Аллах. Оваа кампања покажа кој е фолирант, кој туѓото го прикажува како свое, кој е ефтин плагиатор, па затоа препишаната програма на ултрадесничарска партија од Лјотичевата партија ја прикажува како своја социјалдемократска програма. Затоа СДСМ е партија со идеологија, ама без идеологија. Затоа СДСМ и натаму е партија на Светозар Вуквановиќ темпо. Чека директиви од надвор, да им направат други програма од надвор и идеологија од надвор, да им дадат пари од надвор и ако може да им го напишат сценариото и да им го кренат во станието и на крај да ги устоличат од надвор. На овој народ не можете вие од СДСМ да му продавате рогови за свеќа. Се е јасно како ден. Сте се излажале ако мислите дека вашата Катица Заева ќе ги одбрани своите добиени задачи. Затоа ќе наплати добри пари, а Македонија ќе остави во хаос и во безнадежност. Катица Заева, со крстено име Зоран, не е семоќна. Вие тоа сега ќе го видите. Напротив, таа е за се неспособна. За се неспособна, освен способна е да уценува, да ровари, да бара пари, да лаже, да хистеризира, да менува расположение и изјави. И затоа, почитувани пријатели, во некои земји, за оние што учествуваат на изборите, потребно е лекарско уверение, веројатно знаете и зошто. Ајде, почитувани пријатели, да бидеме сериозни, зашто сериозни се времињата. За сериозни времиња потребни се сериозни луѓе. Заедно, достоинствено и мирно, како што доликува да ја дотераме оваа кампања до крај. И на 11 декември да ослободиме Македонија однатре и однадвор. Голема работа не чека. Овие 2 годишни блокади треба да се надминат. Ние тоа го можеме. Да ги обновиме пријателствата, да ја вратиме сигурноста на секој дом и да вратиме почита на нашите граѓани. Македонија нема време за губење. Дајте после 11 декември да го завршиме од почнатото и да го отпочнеме планираното од изборната програма. Ние иднината не можеме да ја чекаме, туку мора сами да ја создадеме. Затоа ова е време за да или за не. Не е време за неопределени. Кога државата е по прашање, нашиот избор е еден и единствен – Македонија. И на крајот, почитувани пријатели, сакам да го завршам мојот говор со една песна што ја напиша Дадо Топич и се прашувам што ли толку го инспирира што ја напиша и каде што пишува: тамо где вечно сунце сја, тамо е Македонија, народ и земју коју волим ја. Бесмртна ко срце што вековима бие, и пазете ова, туѓинска она била никад nije. Застава njena нек се вечно вие. Па, почитувани пријатели, јас апелирам да ги спуштиме партиските знамиња. Време е за државното знаме. Само државното знаме да се вее. Немој да ве обзема синдром на мали партии. Не сте вие, односно ние мали партии, туку братот ни е голем, ВМРО-ДПМН не е големо, а Македонија не е голема. Да живее Република Македонија, да живее Штип.